Слушам се шири лудилото. Како имат откачено луѓето со свадби матури? На времето здравствени домови беа Демирки се Бардов. Сега се кој втора куќа, здравствен дом. Ау, полека малце море, шовиева, се ќе биди матурата, ќе биди свадбата, ќе биди без гајли. Олавајте си душа. Се и слушаш овие фризерите, леве шминкерките, некој овде шима шминки, некој не знам, еве некој овде шминки шима. Але не зборе, оти збора. Не зборе. Некој треба овде парите да ги направи сезона е. А шо ако е сезона, треба сите пари на луѓето му зејте, дижете малце. Охрид шо има едно лето и шо сакат сите пари да ви ги земат. Едно лето имаме. Химна му е таа, само не ви кажувам. Ми дижете море, се ќе види. Еве сега ќе ве кажи ми вас работата како ви е тешка. Ајде врти шпица. Значи реков, нема поубај бизниси од бизниси што услужват луѓе. Особено деца. Почнувајќи од градинка па до мажачка, женачка па и натаму на родителите твој стално дете ќе му биде. Тие се ве човеки ни бизниси. Тоа е страшна работа што се дешава во приказна. Са малце кошта настанот што треба го направиш, дали е матура, дали е особено свадба. Уште имат направено еден куп други глупости околу, што мораш те тера нешто однатре, мораш да ги земиш од сите така прави. Како да нема цвеќиња на свадбата, леле. Јас во живото немам цвеќе видено, еве ви кажувам. Ако имам негде на свадба цвеќе видено, освен кој се фрла бидермаер, еве ја. Арно, ама шо ке речи народот? Луѓето гледале многу било убаво со цвеќиња. Кој цвеќиња море цнеам од цвеќе видено. И јас и 99,9% од мажите. Па и дел од проценто жени, шо значи ти купваш цвеќиња за 2-30%. Ама не, така треба ти шо ке речи народ. И ај свадба ке речиш е огромен наст. Ајде матура ке речиш се слави полнолетството. Не дека завршвањето матура е некој степен, сите можни во државата во светот, сите имат завршено средно. Значи не е ништо за славење, срамота го не го заврши. Ама ајде се слави полнолетството, стануваш човек самостален, за разлика што ќе живееш со мама, тато до 50 години, оно не е битното. Битно ти си сега самостална личност. Тоа што ти опакува мајка ти куфер уште, тоа е друга работа, не го рачунаме то, тргни го на страна. И ајде ќе речиш матура. Полуматура, полуматурите ги направа поголеми од матурите моментално. Оти ќе речиш, оти колку помало детето, толку помило му е на родителите, ќе прават журки, ќе купат ова, ќе се надпреваруваат вече. Кој со поубав фустан, кој со поке шминка, кој со поке коса, а кој со поуба кола ќе го дојса. Свадби бе свадби, знаеш како пробни свадби. Шо се не прат денешните деца, да видиш слика од полуматура ние ковевме. Имам негде гарант закопана низ куќа, срам ми е да покажам. Значи таков срам тргав за таа полуматура да то не е можно бе брат. Ако клајме слика од тогашните полуматури, денешните, разликата е драстична. За сликите нема шанса да ги најдам, пошто јас имам потрудено да бидат непронајдливи, имам закопано негде. Ки знај кај. Значи искрено немам појма кај. Ако најдам некој засмејајќи клам на интернет некој ден да се посмејте малце со мене. Тоа беше трагедија бе брат. И мои сликите нема и најдам приказна да ги ви ја кажам. Па вие замислете. Значи рачуна јас сум дете со бујни бушави коси, не вака келев се. Значи тоа има косишта 1 кило. И цел живот сам си прави фризури. Арома полуматура. Знаеш ти што значи полуматура, море 8 заврши. Сега 9 завршва да ви, ама нема врши. Абе чудо некој. Излегвате со мајката и таму купвате алишта. И тоа алишта еден стил што има в лелета слика, како не најдам некоја слика, тоа е чешит не види. Панталона плава ленена, ама плаво небесно плаво, не вакво плаво, небесно. Таа боја еднаш ја клаваш во животу, шеднаш никогаш не клава. Кој ѓавол ме терал не знам, ама ајде дете ќе речи. И то широки надол, не траперки, ама така, пошироки мал. Мајца бела од оздола, не памтам дали беше в панталон или не, ама ќе најдам слика, ќе потврдам. Кошула бела ми се чини од озгора нос. Или плава да не носев, ама не такво плаво, малце не знам, не се сеќам. Битно комедија беше муабе. А да и ципела плава носе. Значи не патик, за матура успеав да се изборам бе в голем, тоа вака роки бе. За полуматура не бе, појма немав што се дешава. Ципела плавава те небесно. Ти не можеш да се поднесиш, не можеш да се гледа. Ама сите околу ти одат, леле шуба, море шубав си. Абе најубав на да бе чудо некој, знаеш како. И си велиш добра е, може да така треба, може да убоеш, што знам ја. Дотоа што основно што носиш тренерки, фармерки, нешто што ќе ти да. Денешно време деца ти се замарат, ние се замаравме. Тренерче мајче нешто, ти е лабаво на училиште, се замараме, се тегнам по фармерки. И брат, трагедијата настана ден-два предходно. Сите ми велеа закажи си на фризер. Јас му велев ајде доста кој фризер што ви е вас ки има фризери, сингир фризери,
Не. Нема вату. Уше пред 20 години немаше фризери слободни, камоли сега. Денешно време има баре пок избора, па сите сакат сега, тоаш и не беше толку некој тренд машките да од фризури да прават. Второ технички тоаш почнува тие тренд. Бо нервоза, да не можам фризерка ништо немам да најдам. А си тогаш во критични години, влегваш во пубертетот, тоаш во тинеџерството влегваш главеч. И што ги правиме на дено на полуматурата, ме дотера и сега сам ќе си прам фризура. Арно не си сам бевату. Дојде ни се тука брачеди, роднини, чуда сите, шо да го видат полуматуранто. Големиот сурат да го видат заврши 8 одделени. И убаво што се тука да видат. Јас поштовам, фала на поштовање. Ама тие не се само гледат, тие се сите тука да кажат нешто. Вака направи фризурат. Не бе така, ќе залижиш вака наназад, ќе залижиш. А земи вака со нешто. Ела дова пивото тури вака замазнија мал. А оти не си ја крениш. Како што си ја кренуваш вака. Буф. И ти знаеш што прави? Едниот ти вели залижи, а ти вака му прави. Другиот ти вели вака, ти вака земаш прави. Третиот ти вели крени, а ти крени. Имаш залижено, спуштено со кренато вече. Додуше и такви се носеа тоаш популарно беше еш вака, бу, со игли да рече. И напред спуштена кркмата нако со вака емо фризура. И назад со пршки, ако имаш супер. Која будала ја измисли та фризура денешно време, немам да си значудам, ама лалда му. Нормално ти никогаш дотоаш не си се замарал со тоа, ама на тој ден ќе ти направ да се замара. И на крајот се борев со сите се борев и што направи фризура, не да си ја кренам баре како што си ја носев стално, а си ја направ. Не ватуле консензус. А залижав на назад и му пушти в крк ми напред. Нека пукна душмани. Значи таков сурат бев то чудо некој попат надолу. Уште 10 пати ја препрев кренија, пушти ја крен. Не памтам што фризура имав на крај, катастрофа бев живо. И тие што ги спуштаа надолу вака му беа стрижени на косо, ме сваќаш пеглани, праени, рамни. Мене пошто витка на косата вака ми беше, оти не пегла. Грачуне кркма вака, сузе кркма ме сваќаш од нашалтеровија што. И назад појма немаш дали е кренато, дали е залижано, спуштено, каде што се дешава на. И сето тоа ќе беше супер. Можда грда фризурата, ама ќе беше окей. Да немаше еден елемент што очајно сакав да го нема, ама со кој да се разбериш дома. А тој елемент беше дечиња пубертетскиот брк. Значи што имав еден брк пубертетски мов. Овде вака и овде вака. Ништо друго нема. Бричење нема шанса. И будала си цел живот ќе се бива, остај го нека расти, шо има врз. Ти биди мангуп со мустак, кога те видам, ти без мустак сите знам. И јас наместо да земам ко сите багабонти што прави ој трзни се сам, ќе ти се развика еднаш толку после сакал некел мораш да се трза. Јас не културно дете ќе видам, си го носев и то си го носев и прва година средно си го носев прво полугоди. Дур не требаше дом по надпревари таму музичко па да го манам, знаеш срамота е са на надпревар можеш со мофта ќе избуниш луѓе. Седи, не ми се правите фраери овде со брадичиња, сам што оди со мофта биди фраер да те видам. Што значи батуле бев хаос и во алишта, и во коса, и во бркове в хаос. И имам ми се чини само 2-3 слики од тој ден. Кидај кај се напикани. Ама еден ден ќе си го најдат пато, ќе видат светлина. Мора некој ден да се посмееме. Ама зато денешно време децата не остават на случај. Ќе си букират години, месеци уназад, са години не, ама месеци уназад. За свадбите и години си букират, да си се знае, да си биди на сигурно. И тоа е паметна работа. Закажвајте си, не бидете коменот и после и криете сликите негде ги пикате таму. Макар што тоа време не беше страшно, требаше некој да отвори албум за да ти види слика. Албум отварат обично блиски луѓе. Денешно време излезе таква слика. До здравје си го носиш бато. Цел свет ќе те види и ич да не се секире. Меме ќе те направи. Пошто на крајот на денот потреба е брат. Немош ти на таков ден да се замараш со фризури, со шминки, со такви работи. Милион глупости има. Ко што рековме, имаш родители, имаш роднини, имаш сите сакат да те видат, сите сакат тука да си спремен да се сликаш со сите, ова да направиш, она да направиш, свето ќе те види. И зато викам, ови фризури, шминки, такви работи се едни од најубајте бизниси во овој период од година. Може взима нема работа, ма зато сега ќе се пукнат од работа. Ќе речиш од кај знам од јеве жената дома ја има. Да си ја пофалам, конечно почнува си го живеј тоа што сака да си го прави. Јас одамна му зборам, ама ете конечно дојде момент и Милена, мојата омилена, почна да шминка. Сам таа шминка времињава се официјално почна. И кефо одма шминки вакви такви од она маси чуда што не направи. И јас му велев спремај се сега од хаос ќе ти биде. Таа ми вика не бе закажани се сите одамна. Вика му живеј, сигурно има Виктор Апостоловци ни свето уште. Што мислав дека до последно не мора да се закажува. И иако е тешко да се признам, изгледа во право сум бил. Што е уште не почна да глане мој да креш. Што значи ако му жежи на некој за таква работа, ич нека не ви жежи, имаме тука кој ќе ви поможи без гај. Не за џабе ми е омилен. Најбитно од се што работи со кеве, брат, ти не знаеш колку е срекна го шминк. Па тоа ќе направи, го ќе среди. Има таму по Инстаграм и цирнете видео. Да не испадни ја фалам жената не. Сам да речам, за разлика од некои луѓе што работат само за пари, ние во фамилија поќе за кеф работиме веќе. Пошто кога ќе го сакаш нешто да го ти е во душата, многу поубаво испаѓа. Ја и не е што му е кеф, мене уште поќе ми е кеф. Ти знам како е кога ќе почнуваш да работиш нешто што сакаш да го правиш. Кога ќоиш на работа, ти мораш дојш на работа, по друго. А друго е кога ќе го работиш
со мер. И пошто меракот нема цена, и пошто двајцата сакаме да правиме луѓето со сеќат убаво, решивме да направиме две работи. Решивме да поможиме и да израдваме неколку девојчиња што не можат да постигнат со трошоци, да добијат од Милена фул шминка со сите марифети и плюс ќе направиме еден giveaway за сите останати. А покрај шминката може ќе си добијат вака и некој сличе професионално, некој видео вака од некој што не може да знае. Пример велим. А уште не држи од празниците, мора убај чувства не држа. Така што сакаме да пренесиме уба енергија и се надеваме дека ќе успееме. И со овој убав муабет ќе ве остам до наредната епизода, кај што ќе влезиме малце подетално во овие работи, а дотоа што останете ми во најубаво расположение. Гледајте си ВТВ телевизија и имајте убав ден. Поздрав!